Општината и предпријатијата потврлија со справувањето со снегот, со чистењето на улиците, но и со водата. Обвинија денес на пресконференција штипските социјалдемократи. Локалната власт и директорот на јавното предпријатие ИСАР, Ангел Бојаджиев, реши да воведе рестрикција во водоснабдувањето на температури кои достигнаа и до минус 20 степени. 70% од населението во Штип веќе со денови е оставено без вода за пиење, што дополнително ги влошува и онека неподносливите услови во кои се наоѓаат. Од ИСАР возвратија дека СДСМ живее во паралелен свет, па не гледа дека цел Балкан е окован со мраз и со проблеми со водоснабдувањето. Невистините се тврдењата дека се воведува рестрикции. Поради големиот број дефекти, пукнати цевки и водомери, принудени сме да ја исклучиме водата на оние места каде се работи, се до отстранување на дефектот. Состојбата со водоснабдувањето и справувањето со снегот беше тема и на воредна седница, што Штипскиот совет ја одржа во саботата. Но сите предложени мерки од страна на СДСМ беа одбиени од мнозинството. Под образложение дека она што СДСМ го предлага веќе е направено. Материјал беше набавен како што треба, си има фракција 1, 2, 3. Факт е дека Дирекција за заштита и спасување има склучен договор со приватни фирми и согласно насоките на управувачкиот комитет за справување на кризи не беше дадена на располагање една компанија. Тоа беше компанијата Коле Транско, има склучен договор со Дирекција за заштита и спасување, која се вклучи со своји 4 машини. Ова година во делот на механизацијата ние набавивме 3 возила во Стипјон, што се нема случено за последните 50 години. Факт е дека Советот на општина Штип ќе тргнем од долгорочните, трајно квалитетно решавање на просторот, донесе одлука со кој на Стипјон му дадовме простории и плац во Новакова чешма. Тој плац му е даден како трајна база. И таа е веќе во функција, можеби не 100%, веќе функционира. На седницата директорот на ИСАР јавно изнесе податоци за тоа кој советник колку должи за вода, што беше причина за инцидент и физички напад врз него од страна на еден од советниците од СДСМ.